Студио поздрав до вас и до гледачите на утринската програма. Ова утро се наоѓаме во Поштина Северна Македонија. Разговараме со директорката Бујаре Абази. Од пред 30 на дена таа е на раководното место во оваа институција и она за што ќе говориме во наредниве 10 на минути е она што Министерството за информатичко општество го соопшти дека Македонска пошта, односно шалтерите, ќе можат на нивните шалтери граѓаните да ги извршуваат повеќе административни услуги. Бујаре, добро утро. Добро утро. Се надевам дека она што од информатичко општество го имаше како информација дека се подготвуваат, односно граѓаните треба да побараат услуги, да ги реализираат на шалтерите на Македонска пошта. Дали сте подготвени? Бевте во координација со нив? Морам да кажам дека е еден храбар чекор и чекор што не само институцијата Пошта на Северна Македонија, туку целата држава ја носи или ја влече на некоја друга етапа, а таа е дигитализацијата што ја гледаме секаде низ светот. Имавме неколку средби со министерот по нивна покана и ни се кажа како можност да граѓаните сите нивни документи ги добијат во сите наши единици. Мислам дека ја имаме предноста на тоа дека постоиме на повеќе места, односно на 320 поштенски единици распоредени секаде низ Републиката, така да граѓаните можат без додатен напор или трошоци да си ги остварат правата во смисол на добивање на документација таму кај што им одговара најповеќе. Од друга страна, за Македонска пошта тоа ќе значи и плюс приходи што во ваква ситуација во која сега јас ја најдов компанијата ќе ни бидат добродојдени. Сега, она што се однесува до граѓаните, поштата во сите држави, поштата е крвотокот на една држава, инсталацијата на шалтерите навистина од голема благодет за граѓаните, бидејќи во секое и помало населено место има. Рековте како ја наследите години наназад дека кондицијата треба малку повеќе да се работи за да биде компанијата во подобра кондиција. Како е сега? Кажав дека подолг период може би малку се обрнуваше внимание на Македонска пошта со оглед на тоа дека јас дојдов како внатрешен кадер, значи како директор на пошта. Подолг период беше, можам да кажам, слободно запоставена, без некој интерес да може да се вложува во нејзе или да се инвестира во машинерија, во сортинг машини, во нови софтвери и така натака. Значи, во моментот ние работиме на намалување на трошоци, бидејќи тешко ги реализираме основните потреби, да кажеме ве платите, да речеме, да не збориме за ликвидноста, односно облигациите на нашата компанија кон други компании. Во моментов работиме и на намалување на трошоци, од друга страна изнаоѓање или приспособување за некои наши за потребите на клиентите кои ги имаат код Македонска пошта, која во моментот не може да ги исполни. Се мисли на апликации кои ги барат претежно големите клиенти што имат голем број на бизнис пратки, кои би можеле, да речеме, тој делот од колачот што го имаме во целава земја да биде не 0,02% колку ги има сега Македонска пошта покрај сите ресурси што ги има, значи и доставувачи, и поштенски единици, и моторни возила и така натака, значи да може да се адаптираме на делот кој што им значи, кој мора да го имаме за да бидеме конкурентни на пазарот. И со тоа верувам дека ќе дојдеме во подобра или ќе ја подобриме колку толку финансиската ситуација во однос на таја каква е сега. Ковид кризата, мислам дека поштенската дејност беше една од областите што беше зафатена од таа криза што ја имаше во однос на доставата, а од друга страна пак и онлайн продажбата цветаше, мислам, доживеа навистина голем подем. Сега Македонска пошта, она што го порачуваат онлайн, има и достава. И тука имате пратки, тоа се во пошта 2, нели? И имавте и истурени шалтери каде што можат да ги подигнуваат, како е тука и што се однесува до квалитетот, бидејќи може да се следи пратката, може не секогаш и доставата видете во пошта, нешто е некаде проблем. Прага беше
претоварна, како да кажам, значи станица. Така. Во однос на подобрување на квалитетот, значи Пошта 2, таа што ја спомнавте, е главен центар на сортирање на пратки. Ние, на жалост, се уште работиме со мануелни сортирања и во тој случај има далеку повеќе можности да се направат и грешки, да пратката патува до една единица, па се врати, па се преусмери или повторно се греши и така натака и така натака. Во времето на пандемијата, ако ги следиме развивањата кај некои оператори од другите земји, ќе видиме дека имало пораст, што би требало да биде и во нашата земја. Меѓутоа, како Македонска пошта не го гледам бенефитот, дали тоа било нашата неможност да се прилагодиме на новиот начин на кој живеевме практички сите тие 2 години, или дали тоа било дека кај нас обемот бил друг со оглед на можноста на граѓаните да си дозволат со оглед на стандардот што го имаме ние тука. Меѓутоа, како период добро е што ни помина и што сега ние фактички може да тие што тогаш стана како навики бизнис плаќањата или нарачките, на некој начин да ги прилагодиме и да се продолжи како што тогаш почна сега понатак. Не е само исплатата на пензиите и, да речам, она праќање на писма, туку веќе услугите треба да бидат малку на повисоко ниво. Друг бара, пазарот бара друго, прилагодување. Ако го гледаме трендот на писмата, ќе видиме дека опаѓа бројот, ако го видиме скроз годините, меѓутоа се покажува пакетите дали во помали, дали поголеми пакети. Значи тоа е што сега се бара фактички или што сега го нуди пазарот и тоа значи дека ние мора да се прилагодиме, односно и да инвестираме во машини кои тоа подобро ќе го направат. Во сортирањето, во доставата, имаше некои реорганизации што покажаа после мерењата дека биле како добри, како некоја добра мерка. Значи, тие ЕМСот ни беше концентриран во Пошта 2, сега веќе или е споена со бизнис центарот и ЕМСот и ги користиме доставувачите и возилата, значи сите средства, сите ресурси и тие се дисперзирани низ Скопје, бидејќи повеќе тука ни се движат работите, дисперзирани се со цел да бидат што поблиску до граѓаните и да не се чека, да не се губи времето на доставата. Сега се гледа, мислам, јасно е дека некои услуги може да коштат по-скапи, меѓутоа се ден за ден, D+1 што го викаме ние, меѓутоа некои други услуги што коштат помалку се D+3. И мислам, тоа не знам колку се разликува кај обичниот граѓанин, дали е пратката пратена и треба да се чека, или може да се чека до 3 дена, или е пратена, па сега он треба утре дента да ја добие. Меѓутоа, во секој случај, ние треба да се прилагодиме на потребите и да се концентрираме со ресурси таму кај што сметаме дека ќе ни треба побрзо да ја завршиме и да ја вратиме до вербата, што очигледно е изгубена и мотивацијата на вработените, меѓутоа и до вербата на граѓаните дека Македонска пошта, односно Пошта на Северна Македонија, може да излезе во пресред на потребите на сите граѓани секаде каде и да се. Рековте дека човек сте од внатре, од компанијата, а и тоа ви е и образованието, колку што знам, што значи дека поштенскиот сообраќај ви е дел од животот, па сега и вработените очекуваат малку повеќе да добие назначење ова компанија во државата како една од компаниите што може да се потпрат. Ви кажам искрено, јас го чувствувам притисокот, токму од таа причина што јас сум работела на многу функции разновидни, бидејќи сум веќе 24 години у Пошта, инженер на поштенска технологија и дипломиран економиста. Бев на повеќе процеси со луѓето што сум работила, они ги знаат принципите и како работам и на некој начин ја имам нивната поддршка, зашто сум многу благодарна, меѓутоа од друга страна и притисокот дека мора да ја направиме компанијава така како што треба да биде, односно таква како што ќе личи. И мислам дека, ако не се лажам, прва жена директ генерален на Македонска пошта. Јас ви благодарам за учеството во утринската програма. Се гледаме кога шалтерите ќе почнат да работат и кога граѓаните, она што го препорачува, што го бара Министерството за информатичко општество, ќе можат своите документи да ги подигнат на шалтерите на Пошта на Северна Македонија. Ете толку студио во овој разговор, значи и натаму ќе следиме што ќе се случува со оваа компанија.